На Стево и на Таче им се случи народ. Им се случи казна за нивната неработа и за нивното молчење пред криминалите на Али и на Артан Груби. Затоа од срце повторно му честитам за победата на Тетово и сум убедена дека на 8 мај ќе се случи уште повеќе народ и уште поголема победа за ВМРО ДПМН, за коалицијата Твоја Македонија и за професорката Гордана Силјановска-Давкова. Народот ви порачува дека сте му дојдени преку глава, дека не може да ве трпи, дека излезе за да ве казни и дека уште повеќе ќе ве казни, дека заслужувате бетер, дека ќе ви наплати за сите украдени пари, за сите иселени деца, за сите измалтретирани пензионери, за сите неразчистени криминали, за сите недолжни жртви заради вашата негрижа и неодговорност. Ќе ги казни народот на Македонија за сите солзи, за сите гладни и оплячкани, за сите подценети и навредени од нивната ароганција и алчност. Ќе ги казни за сите буквално избркани од родните огништа, затоа што избега што подалеку од Али, Таче, Артан холдингот, затоа што им ги срушија темелите на домовите и на државата, ама им ги срушија и соништата. Илјадници млади деца ни се иселија, ама и илјадници и милиони се испокрадоа. На 8 мај народот доаѓа по своето, по она што Али и Груби му го одзедоа, по она што Заев, Таче и Стево му го продадоа. На 8 мај нема уценети и подкупени, никој повеќе не им се плаши, ниту ги сака нивните гнасни пари. Сите до денар ќе му ги вратат на народот, како што ќе му ја вратат и државата. Доста ни беше во нивно заложништво. Нема повеќе сила, ниту пара која ќе го сокрие криминалот на ДУИ и СДСМ. Време е за слобода и правда. Време е за нов председател на Република Македонија и за нова влада. Гласајте за професори, а не за криминалци. Живееме под едно небо. Делиме исти проблеми, исти предизвици. Маката ни е иста и копнееме по заеднички работи. Денес Македонија е држава каде управуваат стотина души кои ги запоседнале институциите и грубо ги злоупотребуваат. Секој тендер поминува низ нивни раце. За секој бизнис процентот на добивка го определуваат истите луѓе. Тој артаноиден систем стана синоним за корупција и неказнет криминал. Систем на искривени вредности и непринципиелност која државата ја носи во пропаст. ДУИ, исто како СДСМ, после 8 мај одат во опозиција. Доаѓа ново време, се врти нов лист, нов почеток. Овде од Тетово објавувам дека веднаш по победата и формирањето на влада, значаен процент од буџетот ќе оди за развој и решавање на децениските инфраструктурни проекти на Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Дебар и повеќе други општини од Западна Македонија. Се обврзувам дека во рамките на проектот за 250 милиони евра за инфраструктурен развој на општините, дел ќе биде наменет токму за овие градови кои ги напоменав. Подеднакво ќе градиме и работиме за развој на Штипско Ново село, но и за Тетовско Теарце, за Струмички Куклиш, но и за Тетовско Одри. На народот му е доста од удирање во гради, зборење за права, а во реалност сето тоа да се сведе на крадење и тендери. Реално и со дела да го менуваме животот на луѓето и ние тоа ќе го направиме. За да се случи ова што го зборувам, на 8 мај,
мора да се заврши започнатата работа. Цунамито е кренато, тоа цунами треба да удри на денот на изборите и да ја оддува забрефтаната од криминал влада. Решението против сите сценарија кои ги прават од СДСМ и ДУИ е масовната излезност на изборите. Ти на овој крстопат што си и сака светот да го промениш. Важно е, ти си клучот за се.